Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Во денот кога грчкиот парламент го ратификува договорот од Преспа, наши и ваши гости ќе бидат подпредседателката на ДУИ Теута Арифи и националниот координатор за НАТО Стево Пендаровски. Неизбежна тема во разговорите со нив ќе бидат и предстојните председателски избори, како и дилемата дали заедно со нив треба да се одржат и предвремени парламентарни. Денови како овој, кога се носат големи одлуки, се шанса да се направи ретроспектива на она што се случувало во минатото, каде била државата, каде е сега, на какви ставови била ДУИ, каде е сега ДУИ. Сте имали ли шанса на Ахмети некогаш во овој изминат период или можеби еве сега ќе имате шанса да го прашате, гледате ли председателе, испадна така како што ве убедував и ви кажував? Дебати бреншам каќење дебат. И шандош и цели ка силур на парфундиме të shëndosha, koha e dëshmoi këtë. Prandaj sot me kënaqësi të veçantë i dëgjoj të gjithë që luftojnë, angazhohen pikërisht për ato vlera për cilat 2 vite më parë kemi diskutuar në mënyrë shumë intenzive brenda partisë. Лидерот на Нова демократија, господинот Мицотакис, вели Грција може секогаш да стави вето во процесот на пристапување на Скопје во Европската Унија, дополнувајќи го овој свој став со тоа дека договорот од Преспа и процесот на пристапување кон неу не се поврзани едно со друго. За жал или за среќа се поврзани едно со друго, со тоа што тој начално зборувајќи, знаете, има 35 поглавја, има мноштво прашања кои ќе излегуваат како проблем, може да блокира кога сака, меѓутоа не користејќи го Преспанскиот договор. Ќе зборуваме и за председателските избори. Вашето име се споменува меѓу потенцијалните кандидати. Прво, имате амбиција? Бидете на Алсат, интервјуата со Арифи и со Пендаровски почнуваат по кратка пауза. Гледате 360 степени. Прв наш гостин за вечерва е градоначалничката на Тетово и подпредседателка на ДУИ Теута Арифи. Добро вечер, добре дојдовте. Мемраваме се видите. Денови како овој, кога се носат големи одлуки, се шанса да се направи ретроспектива на она што се случувало во минатото, каде била државата, каде е сега, на какви ставови била ДУИ, каде е сега ДУИ, на какви ставови биле поединци во ДУИ, што мислат и велат денеска. Точно пред 2 години, зиркајќи малку по архивите, ќе се сетиме дека лидерот на вашата партија, Али Ахмети, во едно интервју, ќе каже ВМРО ДПМН има поголем капацитет од СДСМ. Тоа е периодот по декемвриските избори во 2016, неизвесен период околу тоа како ќе продолжи Македонија понатаму, кој ќе формира влада. Бујар Османи, тогаш портпарол, сега вице-премиер за евроинтеграција, вели ДУИ е под притисок да го напушти принципот дека влада формираат победник со победник, чие почитување е многу важно за да се зачува важноста што ја има албанската заедница. Во меѓувреме овие луѓе се обидоа и јас ќе кажам делумно успеа да се ребрендираат и сега се меѓу најгласните и најприсутните со обиди да кажат колку била круцијална улогата на ДУИ во процесите во изминатите 2-3 години. Со оглед на тоа што во тој процес вие, заедно со Невзат, Бејта, Изет Меджити, бевте најупорни да го убедите Ахмети дека греши кога сака продолжување на коалицијата со ВМРО ДПМН, зошто им го препуштивте тој дел од политичкиот простор на други господи Арифи? Në radhë të parë, faleminderit për ftesën për të qenë në këtë emision, po pse jo edhe për të bërë nga pak retrospektiv. Kjo është gjithmonë një mundësi dhe një gjë e mirë. Angazhimi i atëhershëm ishte kryesisht, domethënë një angazhim që kishte për qëllim një riorientim jo vetëm partijak, po një riorientim shtetëror dhe rezultati drejt për drejt i asaj kohe dhe me kënaqësi të veçantë nënvizoi krejt atij angazhimi. Është fakti që parlamenti arriti që të përfundoi procesin e votimit dhe ne jemi shumë afër tani më një thirrjeje
për NATO dhe fillim të bisedimeve me Bashkimin Зошто Evropian. Ахмети тогаш не веруваше дека Заев ќе го има овој капацитет еве да го изнесе овој политички товар и да ја донесе земјата до таму каде што е сега во овој момент. Се разбира, на актуелнава влада може да и се забележуваат многу работи, има незадоволство каде од граѓанството што ја поддржа оваа влада, но тоа е фокусирано на области како владење на право, судство, индиции за корупција, продолжување на партиските вработувања и така натаму. Но овој план со договорот со Бугарија, договорот со името, па еве ако зборуваме за албанците поддржувачи на Заев, законот за јазици, мислам дека нема дилеми кај поддржувачите и тоа се смета за големо достигнување. Зошто Ахмети тогаш имаше дилеми дека Заев ќе има политички капацитет ова да го издржи? Normalisht dëshiroj të nënvizoj faktin që vendimi atëhershëm ishte një vendim përfundimtar dhe i partisë. Debati i brendshëm ka qenë një debat i shëndosh i cili ka sjellur në përfundime të shëndosha, koha e dëshmoi këtë. Dhe në të njëjtën kohë rikthehem tek pyetja që më bët mua personalisht për sa i përket lënjes hapësirës. Angazhimi im ka qenë një angazhim parimor, në të cilin parimi kryesor ka qenë parimi i orientimit euroatlantik të këtij vendi dhe një perspektive e cila ka qenë e rëndësishme për gjithë qytetarët e këtij vendi. Dhe unë vetëm edhe një herë kam dëshmuar se ai angazhim për mua nuk ka pasur çmim për të krijuar pozita për poste të larta, po përkundërzi kam vazhduar që të shërbej qytetarit të Tetovës, i cili më ka nderuar dhe më ka zgjedhur edhe për herë të dytë. Çdo kush ka të drejtë, domethënë që në një periudhë të caktuar kohore edhe të ketë dilema. Prandaj edhe partitë politike kanë hapësirën e debatit të brendshëm dhe Bashkimi Demokratik për Integrim pas atij debati, pas shprehjes së argumenteve të ndryshme, doli akoma mund të them më e hapur dhe doli në një mundësi po ashtu të re që sot po ashtu të jetë pjesë e këtyre proceseve të rëndësishme dhe t'jap kontributin e vet ashtu siç e ka shkruar në programin e saj. Сте имали ли шанса на Ахмети некогаш во овој изминат период или можеби еве сега ќе имате шанса да го прашате гледате ли председателе испадна така како што ве убедував и ви кажував? Parimi im gjithmonë ka qenë që të arrihet qëllimi përfundimtar dhe zakonisht fjalin a thash, a e disha, a e bëra atë nuk e përdori, do më thënë nuk është pjesë e përdorimit tim, për arsye se vlerësoj se ai vendim i orientimit të drejtë të partisë para 2 vjetëve ishte një vendim i të gjithëve, ishte një vendim i kryesisë dhe sot benefitet të mirat e atij vendimi përsëri megjithatë i gëzon e gjithë partitë. Вие веќе делумно се осврнавте на тоа, но сега кога анализирате што се случуваше во изминатите 2-3 години, вашата улога во тоа, можноста да бидете дел од владата на Заев, бидејќи вашето име се споменуваше тогаш меѓу потенцијалните министри, сепак вашата одлука да останете да се борите повторно да бидете градоначалник на Тетово, сега го победивте и имате втор мандат на таа позиција, но велам сега кога го анализирате ова што се случи наназад, дали мислите дека сте ја донеле вистинската одлука? Mendoj se po, për arsye se mendoj që kishte nevojë për rritje të mirëbesimit në kuptimin e bashkëpunimit të ri ndërpartijak dhe ajo rritje e mirëbesimit zakonisht ndodh më mirë në qoftë se sa më shumë mjedhës, të cilët qoftë edhe nëse kanë pasur dilema kyçen në atë proces. Prandaj sot me kënaqësi të veçantë i dëgjoj të gjithë që luftojnë, angazhohen pikërisht për ato vlera për cilat 2 vite më parë kemi diskutuar në mënyrë shumë intenzive brenda partisë dhe prandaj them edhe një herë që jam e kënaqur që të gjithë së bashku kemi sjellur vendimin e vërtet dhe me atë vendim të vërtet sot definitivisht mund të flasim për ndryshim të historisë së vendit tonë, të shtetit tonë të përbashkët Maqedonisë, po edhe për një histori të re sa i përket të drejtave shqiptare që nënkupton ligjin e gjuhës që normalisht e kishim
një prej çështjeve për cilat kemi biseduar politikisht dhe jemi marrë vesh politikisht. Знаете ваши сопартици на кои што им фали, им недостига или жалат за времето од коалицијата со ВМРО-ДПМНЕ? Unë mendoj se të gjithë kolegët e mi, do me thënë, kanë sensin e realitetit politik, ashtu si e kemi të gjithë ne. Do me thënë, ka pasur kohra në cilat ka pasur edhe një bashkëpunim i cili ka kaluar, ka pasur edhe elementet e veta ndonjëherë pak më të lehta, po ndonjëherë mjaft të vështira. Po në asnjë rast nostalgjia nuk ka sjellur ditë më të mira. Do me thënë, flasim për një gjë e cila, për një periudhë kohore, politike, shoqërore në këtë vend e cila ka përfunduar, një 10 vjeçar të përfunduar, i cili normalisht mund të analizohet prej shumë drejtimeve, mirë po koncentrimi i të gjithë neve duhet të jetë në 10 vjeçarin që vinë, për arsye se është një 10 vjeçar sfidues, ku më shumë si gjysmë e atij 10 vjeçari do të shkojnë në bisedime jo të lehta me Bashkimin Evropian, dhe normalisht sfidat të tjera që kanë të bëjnë me rregullimin dhe me sistematizimin e shtetit të разбере некој дека му прогнозирате на Заев 10 години на власт? Varet nga qytetari. Qytetari në qoftë se është i kënaqur, normalisht pse jo, kurse me këto arritje të përgjithshme të krejt kësaj shumice, mendoj që absolutisht është meritore të besohet, do me thënë, një gjatësi Не е здраво, веројатно, во демократија повеќе од 2 мандата да се биде на функција. Не случајно во некои демократии има ограничувања на... Njërësisht edhe unë mendoj Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e kanë kufizimin e një mandati plus një mandati në një има друг detyrë. систем, но факт е има ограничувања. Faktikisht është ajo që për fat të keq, do me thënë, nuk është problem mandati i gjatë. Për shembull, kancelaria gjermane Angela Merkel kishte një mandat jo të shkurtër, po të gjatë. Mirë po, nëse analizojmë rolin konstruktiv që kishte ajo jo vetëm për Gjermaninë, po për proceset europiane dhe korektesën me cilën e mbajti pushteti, dhe zonjallëkun, nëse mund të shprehem ashtu, me cilën e përfundon krejt atë proces, mendoj që është me rëndësi distanca korekte nga fuqia e madhe që ka pushteti, atëherë mandati mund të jetë më i gjatë. Актуелно е прашањето дали со редовните председателски треба да се одржат и предвремени парламентарни избори. Темата е наметна главната опозицијска партија ВМРО-ДПМНЕ, бара затоа што смета дека народот треба да каже што мисли за овие тешки одлуки на кои што сведочивме во изминатиот период. Вашата партија ја чувме како став од повеќе представници дека е против таа идеја. Дали и вие го делите тој, да кажем, доминантен партиски став во овој момент? Po në fakt ishte një deklarat që mendoj se ishte shumë edhe korekte nga ana e kryetarit Ahmeti. Realisht një parti politike, si është Bashkimi Demokratik për Integrim, nuk është kundër që të shkojë në zgjedhje nesër apo pas nesër, në zgjedhje parlamentare. Në me thënë, ne nuk themi që jemi të friksuar nga zgjedhjet parlamentare dhe eventualisht kjo do të ishte arsyeja sepse nuk duam të shkojmë. Përkundrazi, arsye për të shku dhe për të kriju, do me thënë, numra akoma më të mirë, mendoj që kemi sa të duash. Po, duke pas parasysh faktin që 2 vite që nga periudha prej kur bëjmë retrospektivën e deri sot, energji shumë e madhe është harxuar në çështjet ndërkombëtare dhe është për të përshëndetur që përfundojnë me sukses. Mendoj që vendi ka nevojë që të mund ta tret, ta digjestoj, do me thënë pikrisht atë rezultat, dhe në të njëjtën kohë të kthehemi në problemet edhe të brendshme, direkte të qytetarit, shtetit të së drejtës, zhvillimit ekonomik, që mendoj se ky vit do të ishte jashtëzakonisht mirë dhe e favorshme në qoftë se do të shfrytëzoheshin për atë qëllim. Dhe këto janë arsyet, sepse faktikisht konsiderojmë Има и друга анализа. Например, што ако државата не успее да избере председател на републиката, бидејќи знаеме дека во вториот круг треба најмалку 40% од вкупниот број избирачи да гласаат,
без активно учество на опозицијата, тоа е речиси невозможно. Видовме на референдумот, едва и 36% од вкупно запишаните гласа. Дали тоа нема да биде вовед во нов период кој што ќе биде потрошен на барање решение за тоа како да се надмине таа нова криза? Па можеби ќе се отвори прашањето за нови уставни промени. Па некој веројатно ќе му текне не само за шефот на државата да надодаде и други прашања. Тоа може земјата потенцијално да ја доведе во нов циклус во кој што повторно нема да може да им се фокусира на прашањата за кои што зборувате дека треба да им се фокусира. Mendimi im është që bojkoti që kishte opozita për referendumin kishte një argument ideor, të themi. Po që të mos dilni në zgjedhje presidenciale ku betejë është e direkte dhe keni arsye që atë koncept tani të dilni dhe ta verifikoni te qytetarët, unë nuk e shoh, domethënë si argument, nuk mendoj se ka logjik. Aq më tepër që nuk mendoj edhe nuk shoh që ka ndonjë interes të veçantë që vendi akoma të vendoset dhe të rrotullohet në vend, domethënë me problemet që i ka. Sidoqoftë, është mirë që liderët politik dhe të gjithë ata që mendojnë politikisht të shohin pro dhe konsat e zgjedhjeve parlamentare bashkë me zgjedhjet presidenciale. Domethënë vetëm dua ta përsëris edhe një herë që për ne nuk është herezi, domethënë, të folurit dhe për zgjedhje parlamentare bashkë me zgjedhjet presidenciale, po megjithatë konsiderojmë se për ardhmërinë, stabilitetin e shtetit edhe shumë aspekte të zhvillimore të shtetit, mendojmë që është më mirë që të jenë vetëm zgjedhjet presidenciale. И ови аргументи што ги зборувам се во таа насока и ги разбирате, бидејќи мислам дека првиот круг не е спорен. Прашањето е што во вториот круг опозицијата може и да не повика на бойкот, но да не работи активно на тоа нивните гласачи во вториот круг да не излезат на гласање, па велам земјата да влезе во нова криза. Но добро, ќе видиме кои аргументи ќе натежнат, се разбира, во следниот период. Треба 61 глас. Не верувам дека СДСМ би одел на ризик без согласноста на ДУИ да влезе во било што, веројатно тоа пак ќе биде работа на договор меѓу главните коалициски партнери. Пратеникот од вашата партија, Реджел Исмаили, синоќа настапувајќи во ова исто студио, во емисијата Пат од кон, кај колешката Арта, рече дека ДУИ како идеја размислува за неколку имиња, притоа споменувајќи ги Владо Поповски, академикот Луан Старова, Лазар Еленовски и Денко Малески како потенцијални кандидати за она што вашата партија го нарекува консензуален кандидат за претседател на државата. Морам да бидам коректен, професорот Малески напиша една колумна во која што замоли неговото име повеќе да не се употребува, рече немам никакви контакти со партиите и со непријатно чувство, смета дека станува предмет на манипулација и така натаму. Морам ова да го кажам бидејќи го споменав неговото име. Вие сте ги чуле овие имиња? Normalisht se emrat të personaliteteve që kanë kuptim më të gjerë se sa vetëm përfaqësimi politik janë përmendur dhe vazhdojnë të përmenden. Kështu që mendoj se nuk ka asnjë problem në përmendjen e emrave, përkundrazi, domethënë zakonisht përmenden ata emra që kanë emër, se dikush që nuk ka ndërtuar një autoritet apo një emër për të përmendur, nuk do të përmendej. Faktikisht për Bashkimin Demokratik për Integrim është më rëndësi që ne i mbajemi parimit që të kemi një kandidat të marrveshur, domethënë të marrveshur. Për arsye se konsiderojmë se ajo i rrit gjasët e zgjedhjes, i rrit gjasët dhe numrat që janë të nevojshëm edhe për arritjen e pragut,
Po edhe dëshmon, do me thënë, një bashkëpunim qytetar të nevojshëm që mendoj se figura e presidentit si një figurë unifikuese, mendoj që do ta Дело bëte. добиење ги слушавме во 2014-та како идеја, како кандидати на ДУИ, еве сега се повторуваат. Од СДСМ се споменуваат други имиња. Актуелниот шеф на дипломатијата Димитров, националниот координатор за НАТО Пендаровски, вице-премиерката, министерка за одбрана Шекеринска, вице-премиерот и министер за внатрешни работи Спасовски. Дали меѓу некој од овие имиња гледате потенцијално кандидат кој што може да биде наречен со терминологијата што ја употребува вашата партија? Иако може би е фер да го викаме владин кандидат, бидејќи консензуален. I marveshur është do t'ishte më do me thënë një termin që ndoshta консензуален некако подразбира сепак поширок më konsensus me të gjërë, po да. do me thënë një kandidat i marveshur do isha shprehur. Mendoj se kandidat i marveshur do t'jetë gjithë se cili rreth të cilit do t'ket më shumë argumente për të krijuar, do me thënë, një balans, po edhe një mbështetje gjithë qytetare. Të gjithë emrat e radhitur, do me thënë, këtu që i dëgjuam, janë emrat të respektueshëm, se cili në fushën e vetë të veprimit e kështu me radhë. Kështu që mendoj se koncepti një kandidati të marrveshur, edhe një herë në vizoj, mendoj që do t'ishte jo vetëm një risi, po njëkohësisht edhe një mundësi e mirë që fushata të jetë një fushat më unifikuese dhe një fushat jo tensionuse në zgjidhjen që duhet të jap personin i cili në rastet të veçanta, do me thënë, duhet vendos për çështje që kanë të bëjnë me shtetin dhe ashtu siç e përcakton kushtetuta, po edhe në të njëjtën kohë të ketë sensin e bashkëpunimit me të gjithë. Дали сте вие евентуално кандидат? Го слушам и вашето име меѓу оние што се мерат на тековните анкети, предпоставам ги има многу кај партиите. Normalisht, unë me seriozitetin më të madh, do me thënë, i shërbej asaj zgjedhje që kanë bërë qytetarët e Tetovës, por në karrierën time tani më shumë se një dekadëshe, gjithmonë u jam përgjigjur atyre kërkesave, obligimeve, mundësive, në të cilat kam mundu, do me thënë, që t'jap kontributin tim. Kështu që absolutisht varësisht nga ajo se si do të vinë rrethanat, po në këtë moment dëshiroj të nënvizoj edhe një herë që shërbimin kryesor dhe obligimin kryesor e kam ndaj qytetarëve të mi të Tetovës, kurse në qoftë se koha dhe rrethanat më japin obligime të tjera, normalisht me mbështetjen e qytetarëve të mi, pse jo. Добро. Опозиционерот Зијадин Села денеска излезе со изјава во која што меѓу другото уште еднаш ја прозива вашата партија за соучесништво во изборот на Георги Иванов за председател и неможноста Стево Пендаровски да биде избран на тие избори за шеф на државата. Села меѓу другото вели време е конечно за председател Албанец, при тоа нели велејќи дека неговата партија ќе истакне кандидат. Едно време, да, се чинеше табу дека некој од првите три позиции во државата, табу дури во смисла на тема за разговор може да биде за етнички албанец. Сега го имаме председателот на парламентот на таа позиција. Што мислите вие за оваа изјава на Села? Normalisht që është shumë e rëndësishme që që tabuja e tillë, do me thënë, ka rënë, për arsye se jo vetëm që zoti Xhaferi kryeson parlamentin, po unë mendoj që e kryeson dhe me shumë dignitet dhe e përfaqëson me shumë dignitet në një periudhë kohore që jo gjithmonë ka qenë e lehtë për të kryesuar dhe në tema që jo gjithmonë kanë qenë temë diskutimit në parlament.
Gjithsesi se absolutisht nuk është jo tabu, po është do të ishte e vlefshme edhe një president shteti shqiptar. Mirë po përsëri dëshiroj të rikthehem në atë elementin e rëndësishëm të marrëveshjes, sepse përveç që të japësh një kandidat, do me thënë shqiptar, është me rëndësi që të gjesh edhe metodologjinë dhe mënyrën se si ai kandidat vërtet të zgjidhet për president dhe të arrijë që të fitoj me erudicionin, angazhimin, vlerat e tij personale, votat e të gjithëve, do me thonë votat jo vetëm të shqiptarëve, po votat e të gjithë qytetarëve në këtë vend, dhe unë mendoj që ky është arti i gjetjes të kësaj figure që mendoj që e bën jo të lehtë këtë operacion edhe këtë ekuacion. Толку за вечерва. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Ајде да видиме ова зошто да не, што значеше и дали ќе значи нешто за изборите што предстојат или можеби за некои дни во догледно време. Благодарам уште еднаш. Ju falenderoj посредствувачте. Бидете на Алсат, продолжуваме со емисијата. Добро вечер и добре дојде во студиото на 360 степени. Му велам на Стево Пендаровски, универзитетски професор, советник на двајца председатели на државата, во еден период пратеник, сега национален координатор за НАТО. Благодарам што сте со нас. Рековме, веста на денот е гласањето во грчкиот парламент, 153 гласа за во прилог на договорот од Преспа, иако не беше неопходно апсолутно мнозинство, сепак Ципрас сметаше дека политички тоа е добро за него. Ваш прв коментар на овој најнов развој на настаните? Тоа може да биде само добар знак, не само за билатералните односи со Грција, туку и за целиот регион, бидејќи сите знаеме дека станува збор за атипичен, не балкански договор, кои последниве децении прашање дали воопшто сме го постигнале. Оние што беа постигнати договори во 90-тите, како Дејтон, например, и некои поситни регионални, беа под директна интервенција на меѓународниот фактор. Ово има посебна вредност во тоа што двајца храбри лидери со визија успеа практично со автономни сили во своите држави и влади да го направат овој исчекор, кој е по мене историски, по сите параметри. Да, ако се читаат документите што неодамна ги усвои парламентот во Скопје, одлуката за прогласување на амандманите и уставниот закон, ќе се види дека амандманите се уште не се на сила, бидејќи нивното влегување во сила е врзано за ратификацијата на протоколот за НАТО за Република Северна Македонија. Тоа во процедурална смисла значи дека сега процедурата се сели во Брисел. Сега, прва работа што треба да ја направи грчката влада е да го информира седиштето на НАТО или генералниот секретар дека од кај нив работата е завршена, бидејќи ако паметите 2008 комуникето велеше оваа земја кандидат ги исполни сите услови, уште ова остане. Сега ова прашање, ова преостанато прашање е решено на овој начин, тие го информираат и НАТО потоа почнува да го подготвува пристапниот протокол. Тоа е, гледачите претпоставам дека знаат, на рутински текст кој се користи за секоја следна земја членка. Тука нема голема филозофија. Ние го знаеме текстот на пристапниот протокол, како што реков, тоа е техника, повеќе правна би рекол отколку политичка. И по моите информации тој текст е веќе подготвен. Значи ќе се чека само негово формално подпишување. Црна Гора, например, последната земја членка во НАТО, тоа го направи на ниво на министер за надворешни работи. Во нашиот случај најверојатно ќе биде на ниво на амбасадори на земји членки. Да, најверојатно на ниво на амбасадори, тоа е сосема небитно. Битно е да го подпишеме. Потоа тој протокол за пристапување оди во сите 29 парламенти на земјите членки. Прво ќе оди кај Грција. Прво и по договорот, и по политичкиот и по правниот договор со Грција ќе оди во грчкиот парламент за да се отвори простор дефинитивно за ратификацијата кај сите други. Да. Според ова што денеска го сведочевме, 153 гласа во прилог на договорот, не би требало да има проблем и протоколот за влез на Република Северна Македонија во НАТО би требало да очекуваме дека без проблеми ќе помине во грчкиот парламент. Јас мислам дека тој процес се отвори и со прашањето за доверба, односно недоверба на владата. Отприлика имаше таа некоја 151-2 пратеника кои гласа за доверба и штом владата опстана, се знаеше дека останатиот втори, трет шекор, овој што го нарекуваме, ќе следат. Значи не можам да видам зашто за ова, за ратификација на договорот има 153, а нема да има 153 за еден пропратен документ кој само го озваничува или го потврдува тоа што е претходно ратификувано од истите тие луѓе.
Синоќа во дебатата во грчкиот парламент прилично полемични тонови меѓу лидерот на опозицијата Кириакос Мицотакис и премиерот Алексис Ципрас се чини многу впечатлив настап имаше грчкиот премиер во одбрана на тоа што реши да го прави. Прво да го подпиша, а сега и да го ратификува договорот од Преспа. Јас го видов во превод нормално неговиот говор и она што ме зачуди, сите аналитичари се согласуваат дека Ципрас не е човек од старите времиња, не од таа стара политичка елита во Грција и дека не е од тие причини веројатно премногу оптеретен со историјата. Меѓутоа во неговиот настап тој имаше неколку одлични поенти од историја, во историска перспектива. Ако паметите, го спомна тој учебник што или за граматика. Веројатно неговото обраќање до комунистичката партија, која патеме против договорот од Преспа. Против, инаку комунистичката партија сите овие години во однос на така нареченото македонско прашање најмека. Буквално од сите и леви и десни политички сили, пред се разбира појавата на Златна Зора или па и на независни Грци, меѓутоа и покрај тоа тие се против договорот, а тој им вели вие не само што го одобривте тоа, тој граматика, учебник за по граматика, туку и го дисеминиравте во Ташкент на време од некогашниот Советски сојуз, вели, и вашите луѓе го поддржува. И се одеднаш, вие 2019 година велите не е добар договор, зашто има внатре македонски јазик со фуснота од групата на јужнословенски. Така што он тука практично ги соочи со нивната недоследност, иако станува збор за еден век практично, меѓутоа тој ги соочи со тоа дека мораш да бидеш во политиката консеквентен и не може затоа што е некој друг лидер се на таа партија да кажеш немаме врска ние со минатото. Иако ги ословува како слабо македонци, сепак тоа очигледно ги погоди прилично и егејците кои што живеат во Република Македонија. Читавме коментари во кои што наводно емотивно го доживеале тој дел од говорот на Ципрас. Би сакал да ве прашам за коментар и за еден дел од говорот на лидерот на Нова демократија, господинот Мицотакис, кој што според тоа како сега стојат работите на политичката сцена во Грција, многу веројатно ќе биде следниот грчки премиер. Тој вели Грција може секогаш да стави вето во процесот на пристапување на Скопје во Европската Унија, дополнувајќи го овој свој став со тоа дека договорот од Преспа и процесот на пристапување кон неу не се поврзани едно со друго. За жал или за среќа се поврзани едно со друго, со тоа што тој начално зборувајќи, знаете, има 35 поглавја, има мноштво прашања кои ќе излегуваат како проблем, може да блокира кога сака, меѓутоа не користејќи го Преспанскиот договор. Затоа што тука работите се прилично јасно поставени, предпоставувам се, нагаѓам дека мисли на таа заедничка комисија која ќе треба да ги чешла учебниците на двете страни. И јас мислам дека тоа ќе го правиме ние и со Бугарија. Не гледам дека тука може да биде таков проблем, некоја спорна формулација во тоа тело што евентуално би се појавила, дека нема да може да се поправи за да ја спречи целата држава да оди кон Европската Унија. Ако мисли на други стандарди, во делот на демократијата, човековите права, екологијата, функционална пазарна економија, тоа ќе го имаат као примедба и другите. Холандија, ако паметите минатата година, така наречениот non-paper на Холандија и на Франција, поддржан од Данска, содржеше некои такви квалификации, што околу владењето на правото и така, тоа е добро за нас. Такви предуслови нека поставуваат. Инаку користејќи го договорот, тој не може да рече ние блокираме затоа што внатре има македонски јазик. Или затоа што придавките се такви какви што се. Разбирам. Може би не помина многу забележена посетата на помошни генералниот секретар на НАТО за разузнавање и безбедност. Меѓу другото и вие се сретнавте со него. Овој вовед го правам за да ви го поставам следното прашање, а тоа е дали оваа посета има врска со она што се очекува во Македонија во овој период во кој што ќе се чека на ратификување на протоколот од НАТО. Се прашања поврзани со разузнавањето и безбедноста. Се зборуваше на повеќе пати за потребата од прочистување, може би ветинг е претежок збор на нашите безбедносни служби. Не е тежок. Тој збор го употребуваат и сите наши сојузници во НАТО во седиштето. Јас бев последните 2 месеци и 2 пати и токму тоа е прашањето кое веројатно прво ќе дојде на агенда од аспект на класифицирани информации кои ќе влезете во заедничкиот систем за разузнавање на НАТО. Не можете да оставите луѓе кои немаат баш чисто педигре во професионална смисла, кои се врзани евентуално со други безбедносни системи, а не со Западната алијанса, да имаат контакт со тие информации, бидејќи може да ги дисеминираат таму кај што не треба. Само 2 збора за човекот кој дојде, тоа е нова функција која е воспоставена 2016 во НАТО, така наречениот intelligence цар го викаат они, значи човекот кој е шеф на разузнавањето и на безбедноста во НАТО.
Самата негова биографија е импресивна, има повеќе дипломатски бекграунд, меѓутоа последните 10 години бил и на други позиции. Освен негова сегашна позиција, бил заменик директор на една од најмоćните тајни служби во светот на БНД, плюс бил амбасадор во Чешка. Значи, на средбата со него разговаравме за повеќе прашања кои доаѓаат први на агендата, бидејќи се очекуваше ратификацијата во грчкиот парламент и, да кажам, прилично брзо асоцирање наше во НАТО, да не забораваме со подпишување на пристапниот протокол, ние влегуваме во НАТО на сите средби, без право на глас. Столче место. Да, имаме право на дебата, на дискусија, без право на глас, на одлучување, меѓутоа и тоа е нешто што е значено апгрейдирање во однос на ова што го имаме до сега. До сега бевме надвор во ходник практично, учествувавме во така наречените пропратни партнерски програми ги викаат, соседнуваме со сите други 29, додека не станеме полноправна членка. Во делот на разузнавањето и безбедноста ние имаме до сега имаме што да кажеме пред да дојдеме до ветингот. Ние прво направивме крупна работа со издвојувањето на ОТА како посебна агенција. Посебно надвор и во НАТО и генерално во меѓународната заедница се цени тоа што директорот на ОТА беше биран со 2/3 во парламентот, што подразбираше инклузија и на опозицијата. Тоа беше прв пат ова опозиција сега во значаен број да го бира тој човек. Че не е толку битно неговото име колку заедничката работа за стратешка цел на власта и на опозицијата. За да се смета, дозволете, инаку ќе продолжите. За да се смета дека е целосно завршил тој дел од реформата, треба да профункционира и цивилната контрола, односно контролата на ОТА. Тоа гледаме деновиве е тема, затоа што комисијата која што е надлежна за тоа вели дека нема доволно пари за да ангажира експерти кои што ќе помогнат на компетентен начин да го прави мониторингот, а тоа што треба да биде граѓански совет за контрола до половина е формиран. Немаше доволно кандидати. Во делот на финансирањето тоа се за жал детските болести на демократијата, инаку тој граѓански совет ќе се формира. Тоа е прилично ретко тело, само неколку демократски држави го имаат, не сите, особено не во функционална во полн капацитет смисла. Да продолжам, втората фаза ќе биде издвојувањето на денешната УБХ во посебна агенција која нема да биде под капата на министерот за внатрешни и под владата во политичка смисла, ќе биде независен орган со свој буџет и ќе видиме сугестија на странците е и таму за бирањето на директорот на ќе биде поново агенција, ако обстане на завршната верзија. Агенција за безбедност, мислам дека треба се вика, да. Значи, тоа тело што е сегашната УБК, тие сугерираат да е добро да биде избрана со поголемо мнозинство од ова што беше до сега случај, значи вели како што беше ОТА, тоа е нивна препорака, че би било идеално ако можеме да направиме инклузија и на опозицијата, бидејќи ние сме денеска владина структура, утре сигурно ќе бидеме опозиција, заутре и така натаму и така натаму. Владата да не го именува директор. Да не го именува, има една од верзиите е да го именува собранието. Една од верзиите. И вие сметате дека е тоа добро? Па јас мислам од демократски аспект дека е тоа најдобро, бидејќи знаете, 2/3 за 83 гласа го гласа директорот на ОТА. И многу тешко може да кажете утре, ако сте опозиција, тој е партиски човек. Зашто не би размислувале, не велам дека е тоа ќе биде на крајот решението. Во Македонија мораме да се учиме бидејќи овие служби се толку битни и толку сензитивни и треба да ни служат на сите, наместо да имаме ситуација во која мојот братучет ќе биде шеф на служба и 26.000 луѓе утре заутре ќе прислушкува. Има ли сомневања, првични укажувања од страна еве и на високиот гостин од НАТО, помошникот генерален секретар за разузнавање и безбедност, дека во нашите служби е можно да има структури кои што не се прозападно ориентирани? Не е тајна во нашите служби, особено во некои сегменти на Агенцијата за разузнавање, ние имаме луѓе кои не се поминати низ тој ветинг процес. И, да кажам благо, не се воопшто за западна ориентација на Македонија. Воопшто не се на таа. Така што тие луѓе службите ги знаат. Зборуваме за луѓе кои што инклинираат кон некакво српско-руски линии или за друг тип на структури? Немаме трет тип на структури, значи во политичка идеолошка смисла истокот или западот зборуваме за луѓе на кои не им е драго што Македонија ќе стане членка на ЕУ и на НАТО и работат се изминативе неколку години и денес додека зборуваме да направат тоа што можат да Македонија одвратат од тој пат. Нема да заборавите дека тие притисоци, тоа е една групација, тие имаат и други луѓе, се разбира, имаат и структури кои се во приватниот сектор, има луѓе кои се и од регионот, меѓутоа тие беа прилично активни и за време референдумот и со финансирање на тие структури кои не сакаат да одиме кон западот. Сега од кога помина договорот и уставните промени кај нас, нивниот ентузијазам и енергија е спласнат, меѓутоа тоа не значи дека е завршен.
Ако македонско-грчкото прашање за името беше едно од отворените прашања, тоа е сега зад нас, во регионална смисла зборувано. Веројатно диалогот Белград-Приштина е следниот голем предизвик. Во еден период се создаде една јавна перцепција за тоа дека тој процес можеби се движи кон решение, но стигнаа критики од многу страни за начинот на кој што имаше обиди сето тоа да се затвори. Дали тој дел, да кажем, тоа поглавје е затворено или треба да се очекува во скоро време повторно можност тој процес да се придвижи кон решение? Ако заборам да одговорам директно на вашето прашање, сакам мала дигресија да спомнам нешто друго. Ние, и не само ние, кој го постигнавме и го имплементираме сега овој договор со Грција, сакаме да често да кажеме дека ова може да биде модел и за регионот, за преостанатите проблематични прашања. Според својата структура не може да биде модел за регионот, бидејќи е содржината на нашиот спор околу името е уникатна во светски размери. Меѓутоа може да биде модел за регионот во однос ако ја компарирате или споредувате или анализирате политичката волја, енергија и визија на луѓето кои го направија. Архитектите на договорот, Ципрас и Заев, се луѓе кои се надвор од традиционалните шаблони на балкански политичари. И ја мислам, дури сум спремен да тврдам дека овие што се во Белград и овие што се надлежни во Приштина, само со таков пристап, значи out of box, нетрадиционален, може да дојдат до решение. Ама тоа изгледа речи си невозможно, ти се чини дека Јас го коментирав тоа развојот на настаните на таа релација пред непол месец дена и као предвидување што во 2019 ја бев сигурен дека особено во првата половина нема да видиме никакво придвижување кон напред, за жал. А може би во цела 2019 и ако доаѓаат тие гласови особено преку океанот, дека ова е годината во која тоа треба да се реши. Наведов и неколку причини за тоа, не гледам дека тука има битно пореметување. Значи, прво, во врвот на власта на Приштина, луѓето практично не комуницираат меѓу себе, председател со премиер, спикер и така натаму, а без кохезија во државниот врв, па дури и во владата имате разногласие во однос на царините кои беа воспоставени према Белград. Без кохезија, минимум на ниво на влада, да не кажем и повеќе, вие не може да влезете во сериозни разговори. Тамо почна да функционира и да се зборува за првите обвиненија на тој познатиот така наречен Хашки трибунал за поранешната ОВК. А во Белград системски проблем е според мене антизападната, да не ја наречем хистерија, меѓутоа пропаганда во сите клучни медиуми кои зборуваат против Западот дење и ноќе. А вие знаете, ако утре немате амбиент во кој тој евентуален договор би го продали или би го објасниле на луѓето, во овој момент Западот е низ сите белградски и српски медиуми третиран како најголемиот проблем. Нешто малку понежни тонови имаат кон администрацијата на Трамп или кон него лично, меѓутоа во целина Западната алијанса начело со Брисел и Европската унија таму се третирани како организација пред распад. Така што не гледам дека политичари обично знаете кога сакаат да направат амбиент за конечно решение во кое може тоа да легне, да речем, за поголем број луѓе, тие не прават ваков тип на антипропаганда и затоа не предвидувам дека таму ќе има брзо придвижување. Советникот за национална безбедност на американскиот председател Болтон беше меѓу оние кои што дадоа што појасни, што помагливи изјави во смисла на тоа дека зошто да не па и решение кое што ќе оди на линијата на размена на територии или како ги нарекува корекција на границите. Дали гледате хендикеп за регионот во тоа што заминува и Мичел? Може би последната фигура која што се занимава со овој дел од светот, а која што на некој начин и пркоси на таа политика која што доаѓа од највисокото ниво од американската администрација, претходно замина секретарот за одбрана Матис, претходно се случија и низа други заминувања и промени. Гледате хендикеп за регионот во тоа? Не, затоа што истите муабети беа и аргументи беа кога замина Викторија Нуланд. Замина Викторија Нуланд и која патем кажано беше експерт за Русија, слично како Кондолиза Рајс пред 10-15 години и прилично активна во овој регион. Не затоа што Америка има конзистентност, особено кога зборуваме за помалку битните подрачја. Ние сме помалку битен регион за Америка, тука нема никаква дилема, бидејќи Америка во својата надворешна политика оддавна се има дислоцирано кон Азија и кон Кина. Не гледам проблем во тоа, патем кажано не можам да видам бар до денес дека Вес Мичел
па и неформално балканската политика на Америка кон регионот ја цитира као причина за својата оставка или заминување. Од State Department, значи може да биде, меѓутоа ја немам видено до сега такво нешто. Да сакам да се навратам на тој еуфемизам околу корекцијата на граница, треба да се повторува наново и наново заради сите нас кои живееме во овој регион, независно од етничка припадност. Јас пред 2-3 месеци имав прилика да разговарам со американскиот сенатор Џонсон, кој е често присутен во регионот и кој во Белград и во Приштина ја пренесува таа идеја зошто да не и корекција на границите, ако е тоа начин да го затвориме овој спор. На средбата со него имаше и премиерот Заев, се разбира средба, ние ги повторувавме тие тези. Значи морате да знаете дека ако се смени принципот според кој се распаѓаше старата Југославија, тоа значи некогашните административни граници, тоа беше принципот, не етнички. Некогашните административни граници меѓу републики и покрајни стана меѓудржавни граници. Ако вие тој принцип го менувате и сега велите, одиме сега по етнички принцип и ја гледаме етничката дистрибуција на населението, тука, тамо, погоре, лево, десно, тоа значи дека, ја ви кажам отворено, значи без било каква закана или тоа нема потреба да втеруваме страв во коски. Сум го кажувал многу пати да го повторам уште еднаш. Првото барање на така наречената албанска делегација за Охридските преговори беше да се оди со територијални решенија внатре во Македонија и известен степен на автономија. Меѓународниот фактор, председ Джеймс Парду рече, Македонија е многу мала за да се дели и второ, многу поважно, не сакаме да направиме втора република српска во срцето на Балканот, што ќе рече нефункционална држава. Бидејќи место тоа, еден вид на грубо да кажам политичка компензација беше така наречената децентрализација, meaningful и суштествена или длабока децентрализација, значи не козметички, туку повеќе надлежности од централната да се спуштат на локалната власт. Во случај, тоа беше само затоа што беше првиот принцип при дисолуцијата на Југославија. Ако е другиот принцип, што го зборуваме, не дај Боже етничкиот принцип, тука ќе има крв до колена. И прва колатерална штета на евентуално таква размена на луѓе и територии ќе биде Македонија и Босна и Херцеговина. И искуствата од 2001 до денес покажуваат дека тоа и не е толку лошо решение. Се разбира, има своји мани Охридскиот рамковен договор, кој што е дел од нашиот устав, но земјата и политичкиот систем функционираат. Ќе зборуваме и за председателските избори. Вашето име се споменува меѓу потенцијалните кандидати. Вие бевте кандидат на коалицијата предводена од СДСМ на претходните председателски избори. Имавме шанса да слушаме од телефонските разговори на кој начин се организирале избори во тој период. Предпоставувам дека такво нешто се случувало и 2014-та. Вие се доближувате до бројката од 400.000 гласа во вториот круг, но на крај Ѓорги Иванов е тој кој што ги добива изборите, барем формално, и тој е до ден денес шеф на државата. Прво, имате амбиција? Никогаш не сум сакал да разговарам за амбиции, него за реалитети, дали е реално воопшто се вклучиш во трка. Во спротивно, гледам некои од потенцијалните кандидати исто така велат, па да, зашто да не? Или преку своји микрофони. Значи, знаете што, дали имаш ти желба, кеф да бидеш председател, премиер, министер, тоа треба да го оставиме за под дома. Прашањето е дали некој има реална шанса да биде избран, што ќе да кажам во превод, дали може граѓаните да го поддржат во доволна бројка за да биде. Иначе желбата е, јас сум бил 2014, аспирациите и амбициите во таа смисла за мене не се спорни. Јас сум бил веќе еднаш председателски кандидат. Прашањето е дали јас можам и сите други да добиеме доволна поддршка од граѓаните, од сите етнички заедници, не само од една или друга, како што правеше Груевски претходно, за да бидеме сериозни конкуренти за таа функција. Само за тоа станува збор. И што вели вашата анализа во овој момент? Во овој момент течат неколку анкети кои ги нарача владеачката партија и мислам дека од денеска или од утре ќе почнат и формалните разговори во рамки на владината коалиција. Јас очекувам дека првите резултати од ова што е последен турнус на анкети ќе бидат готови за отприлика недела дена, па ќе видиме како е тоа, што е најново во таа смисла. Инаку да не се лажем, анкети се правени и 2014, анкети се правени, јас бев носител во прва изборна единица 2016. Мерени сме сите ние и за локалните избори, независно дали сме биле кандидати за градоначалници или не, така што денеска е модерно, имате онлайн анкети, за половина час добивате отприлика индикатор околу трендовите. Така што, но и ова треба да се почека за да се види. Мојата предпоставка, ако е дозволено, ако не е невкусно да зборам за себе си, дека е мојот рейтинг или мојата поддршка меѓу граѓаните не е битно различна од 2014. Добро, сте разговарале со Заев оваа тема? Не. Не, затоа што ставот, знаеш како, Заев и 2014 и сега го има истиот став и по мене тоа е не само што е конзистентен, него е коректен. Логичен е.
Вели ќе ги направиме анкетите, вели јас сакам да победам. Иако ја не одам во таа трка, меѓутоа јас го поддржам тој кандидат, не сакам да изгубам. Кој политичар сака да изгуби? И ќе одам со оној кој има најголеми шанси да победи. Сосема е логично е да се слуша тоа што граѓаните велат, да не одиме во ризични комбинации, бидејќи знаете како, тоа е една теза која кај провладините аналитичари се провлекува подлог временски период, мене ми е криво ради тоа. За кај што се тврди дека опозицијата начело предводена од ВМРО ДПМН е во таков хаос да таа не може да се собере, па не знам, по било која ситуација и дека е било кој кандидат на владеачкото мнозинство ќе се прошета на изборите. Да подсетам само на еден кус податок. Советничките листи на последните локални избори, кога ВМРО беше во уште поголем хаос од колку што е денес, на таа партија донесоа 313.000 гласови. Уште едно прашање. Што мислите вие за идејата заедно со претседателските да се оди и на парламентарни избори? Јас мислам дека тоа е дилема која не одзема многу време. Не мислам дека е тоа стратешко прашање за Македонија. Само сакам да појаснам накуса ако имаме време, што е разликата во правни и во политичка смисла во едниот и во другиот случај. Ако имате само претседателски избори, собранието ви е тука. Собранието работи. Можеме ради политичка пракса да кажеме ајде да не се злоупотребува говорницата евентуално, меѓутоа имате собрание. Ако закажеме и предвремени парламентарни избори, тоа значи дека со 61 гласа носиме одлука за само распуштање на собрание и немате собрание. Немате собрание. Не дај Боже ако треба ќе се собере, се разбира, меѓутоа разликата е битна. Собранието во првиот случај продолжува да работи скоро со фул капацитет. Во вториот вие објективно немате собрание, бидејќи одлуката е за само распуштање на собранието. Дилемата знаете што е, ако не успеат изборите евентуално претседателски, бидејќи прагот е прилично високи во вториот круг, треба најмалку 40% од вкупниот број запишани избирачи да излезат и да гласаат, тогаш дали тоа не значи дека земјата ќе влезе во нова фаза на неизвестност, може би криза е претежок збор, но нова фаза во која што сега ќе треба да решава ново отворено прашање како да стигне до шеф на државата. Можно е да има известна политичка, па дури институционална криза, бидејќи ова е една од највисоките институции, која немате, не е добро. Има уставно решение. Да, меѓутоа има спикерот зема да. и знаете што и се повторуваат изборите веднаш потоа. Ако не се оди на уставни измени, доека не Србија имаше пред 10 години таков случај кога трета успеа да избере претседател, бидејќи у првите два обиди немаше. Ова сакам да го издвојам од ова последниот комплекс што го поставувате како прашање. Опозицијата мора да има причина зашто бојкотира. Бојкотираше референдум затоа што сакаше да го сруши Преспанскиот договор. Овде, ако мислите да избегнете политичка одговорност за евентуален пораз, нема да избегнете. Веднаш потоа се закажуваат нови избори. Па и со промена на устав на есен ќе имаме па нови избори и повторно ќе изгубиш. Ако сака да ја втурне владата во криза, може би има интерес со тивок бојкот во вториот круг да ги урне изборите. Што ќе добие? Ќе направи, ќе форсира да има предвремени парламентарни. Објективно, стварно сите анализи покажуваат дека владата оваа структура би ја добила и таа парламентарна битка. Благодарам што бевте дел од 360. Благодарам за поканата. По паузата е саботажата. Да видиме и саботажата на Сречко Поповски. Мишајќи ја партиската гондола во водите на немирниот експертски канал, груевите венецијанки од Мицковата комисија си се спротиставуваат самите себе си. Тие им опонираат на личните цврсти политички ставови со филозофско објаснување дека не можат да бидат вонвременски. Претпоставувам ја прашуваш професорката Карајкамишева. Токму така, да. Во животот ништо не е вечно. Професорката Карајкамишева дури е жива. Дури човекот не е вечен. Професорката Карајкамишева дури е жива. Нема да се согласи да живее во држава Република Северна Македонија. Претпоставувам ја прашуваш професорката Карајкамишева. Токму така, да. И во самата Библија има различни толкувања. Професорката Карајкамишева дури е жива. Нема да се согласи ниту да биде граѓанин на Северна Македонија. Значи, во животот нема ништо конечно. Дека навистина нема крај, доказ се маркантните ликови на домобранскиот период. Инспирирани од унгарската машкост на нивниот политички идол, тие упорно инсистираат дека токму тоа недостасувало во периодот на 27 април, кога наместо оние што требало да се покажат, биле снесени обични јајца.
Како врапчиња таму пеа пуч, 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 пуч. Пуч, 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 наместо да као мажи да земат и да пуч, пуч, пуч и се прават на мајмуни. се разберат со тие пратеници кои што тргнале. Тоа е мајмунска работа. Тие што не сакаат така да се разбираат, почнуваат да кружат над партиското гнездо, бареки подршка да го продолжат својот политички лет високо по планината. Како особен квалитет во сопствената понуда ги акцентираат навигацијските способности, не баре конкурираат да го управуваат возилото на Google, а не државата. Јас знам цела Македонија, ги знам сите општини, ги знам сите градови, ги знам селата, населбите, улиците. За против кандидатот па веќе почнува изработката на фотороботот, иако кај дел од влијателните јавни личности кои самите биле дел од трката, се надзираат јасни контури за тоа како не треба да изгледа човекот зад кој ќе застане владината коалиција. Вчера, значи, бил селјак некој или провинцијски бирократ и станува у еден трет потез председател. Престанете со тоа. Тоа сепак не мора и ништо да значи ако си има предвид искуството, бидејќи дури и тоа што некој го третираше како квалитет, се покажа дискутабилно, особено што за периодот во кој седеше во фотелјата, се навестува дека историјата нема да се занимава со социолошко или општествено-политичко толкување, туку тоа ќе биде обврска на една од гранките на биологијата. Тема ќе биде анализа на двата мандата, односно 10 години на председателствувањето на Ѓорги Иванов. Ботаничар ќе викнете таму. И на крајот, за растенијата кои треба да се искоренат, ама не само во градот, туку и низ државата. И ден денеска го бедувам, и актуалниот градоначелник, го бедував и претходниот градоначелник, дека вистинските проблеми на градот Скопје се подземја. Нормални услови за живот горе ќе има само ако се копа длабоко за да се среди тоа долу. Толку за вечерва, благодарам што бевте со нас. Се гледаме повторно в понеделник од 22.